само во однос на овој што е виртуелен систем или како веќе увика, тој компримиран природен газ. Чисто за илустрација, тој нели на оние мали цистернички што се носи со камион. Од моето искуство сум работел на feasibility студи на други места, каде што сум работел. Значи, такви системи генерално се употребуваат на места каде што нема друг избор. Дали е некој место многу далеку, па нема друг енергенс, па не сака да користи дизел или скапо му е дизел и така натаму. Инаку да беше систем што е исплатлив, ќе го правиа сега. Мислам, немаше да има цевководи и дистрибуциони системи, секаде ќе се носеше со камиончиња. И само едно мало појаснување во однос на производство на електрична енергија кој што би користило природен газ како гориво. Во тековниот пазар на електрична енергија не секогаш е гарантирано дека користењето на природен газ за производство на електрична енергија би било најдобрата варијанта. Значи, од случај до случај тоа треба да се проценува, некогаш функционира, некогаш не. Пазарот во моментов е, вака историски гледано, доста невообичаен, да речеме. Цените на електрична енергија се многу ниски и така натаму. Така да некогаш ќе функционира, некогаш не треба да се разгледа од случај до случај, затоа е многу важно тоа што граѓаните треба да имаат избор. Да, треба да имаат избор и тоа што напоменавте и сите останати, дека конкурентноста тука апсолутно доаѓа во игра. Колку повеќе се има избор, поготово диверсификацијата на снабдување со газ дава можност за преговарање и така натаму, се добие подобра цена. И тоа е како што се вели ланчена реакција. Колку пониска цена добиваш во одредена фаза, па се повеќе имаш конзум корисници, па тоа дополнително пониска цена и така натаму во одреден временски период се тоа си работи. И значи потребен е дефинитивно конкуренција, повеќе диверсификација на снабдување и уште една работа што само би сакал на крај да напоменам е кога имаме природен газ во држава во добри количини, можни се потоа инвестиции во нови индустрии, дефинитивно и од домашни, тамо да има и од домашни инвеститори, меѓутоа од странски инвеститори, кои што индустрии во моментот не се возможни. Во хемиска индустрија и така натаму, кои што во моментот и да сака некој да инвестира во Македонија, не може бидејќи и така натаму, бидејќи апсолутно му е потребен природен газ, кој што е не само како гориво, туку како и суровина.